Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училницата на часот по македонски јазик и литература, наменет за учениците од трета година гимназиско образование. Да ви се представам. Јас сум Магдалена Серагинова, професор по македонски јазик и литература во Средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин од Велес. Ученици, денес треба да ја обработиме наставната единица македонскиот јазик меѓу двете светски војни. Оваа нова наставна содржина е во склоп на наставната тема Историски развиток на македонскиот јазик. Целите на часот се следни. Ученикот да ги категоризира надворешните јазични фактори што ја условуваат јазичната ситуација помеѓу двете светски војни. Ученикот да анализира јазични особености на текстови од македонскиот јазик од овој период. Ученикот да изврши анализа на јазичните особености кај писателите Васил Илјовски, Антон Панов, Ристо Крле, Кочо Рацин и Коле Неделковски. Пред да преминеме на новата наставна единица, да се потсетиме за положбата на Македонија и македонскиот јазик по Балканските војни и Првата светска војна. Да видиме по каква положба се наоѓала Македонија и што се случувало со употребата на македонскиот јазик. Македонија станува јаболко на раздорот. Формирани се нови држави, односно се нацртани нови граници на Македонија. Македонскиот народ не формира своја територија. Тој бил поделен на 4 дела меѓу соседните 4 држави, меѓу Грција, Бугарија, меѓу Србија и Албанија. Македонскиот јазик е забрануван за меѓусебна комуникација, но сепак стремежот за оформување на литературен македонски јазик продолжува и во периодот меѓу двете светски војни. Да видиме како била поделена Македонија по Балканските војни и по Првата светска војна. Јужниот дел, односно Егејска Македонија, потпаѓа под грчка власт. Насекаде во употреба е грчкиот јазик, во образованието, во културата, во црквите, а македонскиот јазик е најстрого забрануван, па дури и во домашни услови. Грчката влада, под притисок на Друштвото на народите во Женева, создала буквар по македонски јазик наречен Абецедар. Овој буквар бил отпечатен во Атина во 1925 година. Наменет бил за словено-македонските училишта во Егејска Македонија. Овој буквар содржал четива напишани на прилепско-битолски лерински говор на латинично писмо, односно на латинична азбука или на хрватската латиница, па од каде и насловот на овој буквар е Абецедар. Но за жал, ученици, овој буквар никогаш не бил употребен поради отпорот на грчките власти. Северна и Вардарска Македонија потпаѓаат под српска власт, па во употреба бил српскиот јазик. Источниот дел, односно Пиринска Македонија, потпаѓа под бугарска власт и во употреба бил бугарскиот јазик. Делови од Западна Македонија потпаѓаат под власт на Албанија и во употреба бил албанскиот јазик. Ученици, овдека имаме две фотографии. На првата фотографија можете да ја видите корицата на букварот наречен Абецедар, а на десната страна, односно на втората фотографија, можете да ја забележите буквата Дж напишана со латинична азбука. Дадени ни се зборови кои започнуваат токму со оваа буква. Еве, например, зборот џам, зборот џамија, џумбуш и така натаму.
Што се случува со македонскиот јазик во периодот меѓу двете светски војни? Можеме да кажеме дека тој станува јазик на театарската сцена. Значи, во овој временски период, односно меѓу двете светски војни, се создадени голем број на авторски дела на македонски јазик, посебно драмски и поетски. Низ Македонија се изведуваат драмите на првите драмски писатели, на Васил Илјовски, со неговата драма Ленче Кумановче, која на театарска сцена за прв пат е прикажана во 1928 година. Потоа драмата Чорбаџи Теодос, во театарот прикажана во 1937 година. Драмите на Васил Илјовски се напишани на македонски јазик, но на кумановски говор, односно кумановски дијалект. Вториот драмски представник ни е Антон Панов со неговата Печалбари, која во театрите ширум Македонија за прв пат била прикажана во 1936 година. И оваа драма била напишана на македонски јазик, но со југоисточно наречје, дијалект од југоисточното наречје. Ристо Крле ни е третиот драмски представник, кој со неговата прва драма Парите со отепувачка достигнал голема слава. За прв пат драмата Парите со отепувачка е поставена на репертоарот во Скопскиот народен театар во 1938 година. И драмата на Ристо Крле е напишана на македонски јазик со струшки дијалект. Во овој период е поставен и текстот на Војдан Чернодрински, односно драмата Македонска крвава свадба, која за прв пат е прикажана во 1901 година. Еден податок, ученици, да споделам со вас. Оваа драма Македонска крвава свадба од 1901 година до 1928 година доживеала 10.000 изведби ширум Македонија, Србија и Бугарија. Тоа ни покажува колку била гледана оваа драма и посакувана од широките народни маси. Ученици, овдека можете да видите 3 фотографии на првите наши драмски писатели. На првата фотографија го гледаме Васил Илјовски, на втората фотографија го гледаме Антон Панов и на третата фотографија драмскиот писател Ристо Крле. Покрај тоа што се пишувале драмски дела, спомнавме дека во периодот меѓу двете светски војни се создадени и првите поетски збирки. Па така, во 30-40 години на 20 век се појавуваат и првите поетски збирки напишани на македонски јазик. Тоа се пред се стихозбирките на Венко Марковски, Народни бигори и Огинот, и двете објавени во 1938 година во Софија. Потоа, нашиот поет Кочо Рацин со неговата антологиска стихозбирка Бели мугри, кој ја објавил во 1939 година во Самобор, град во близина на Загреб. Третиот наш поет е Коле Неделковски. Во текот на неговиот краток живот напишал само 2 стихозбирки. Првата негова стихозбирка е Маскавици, објавена во 1940 година, и втората негова стихозбирка е Пеш по светот, објавена 1941 година. Овдека, ученици, можеме да забележиме 3 фотографии на првите наши поети, кои први издале
стихозбирки напишани на македонски јазик, но повторно на дијалект, а најзастапен бил велешкиот дијалект. На првата фотографија го гледаме Венко Марковски, на втората Кочо Рацин и на третата фотографија Коле Неделковски. Книгите создадени во периодот меѓу двете светски војни имаат огромна улога во процесот на оформувањето на македонскиот литературен јазик. Сите поетски книги создадени во овој период се напишани на западното македонско наречје, односно на централната група говори, а по-конкретно на велешкиот говор. Ученици, за да ја повториме новата наставна единица, ви подготвив неколку прашања на кои очекувам ваши одговори. Да почнеме со првото прашање. Тоа гласи: кога се појавуваат книжевни творби пишувани на македонски јазик? Книжевни творби на македонски јазик се појавуваат по Балканските војни и Првата светска војна, односно во 20-тите, 30-тите, 40-тите години на 20-тиот век. Следното прашање е: наброј неколку автори кои пишуваат драми меѓу двете светски војни, а потоа објасни на каков јазик пишуваат. Автори на драми меѓу двете светски војни се Васил Илјовски, Антон Панов и Ристо Крле. Тројцата драмски автори пишуваат, спомнавме, на македонски јазик, но на дијалектен народен јазик, односно на своите родени говори. Одиме на следното, трето прашање. Кој ја напиша стихозбирката Бели мугри? Стихозбирката Бели мугри ја напиша Кочо Рацин. Ученици, имате задолжение за домашна работа. Што треба да направите? Да напишете есеј од 250 до 350 збора на тема Македонскиот јазик меѓу двете светски војни, но претходно истражете ги јазичните особености на драмските и поетските македонски писатели меѓу двете светски војни. Драги ученици, ви благодарам на вниманието.